Добар ден. Дневник во 16:30. Јас сум Родне Делска и денес ве водам низ информативните блокови на телеканал А1. Еве ги топ 3 настаните на денот. Неколку кривични пријави за жители на југоистокот денес поднесоа секторите за внатрешни работи на Струмица и Гевгелија. Во 5 одделни случаи приведени се 6 лица. Македонските рурални подрачја имаат потенцијал да привлекуваат туристи со понуда на автентични содржини, кои ќе го отсликуваат животот во селата, онака како што некогаш бил. Трговците со луѓе ги софистицираат начините за врбување млади лица. Невладините организации кои работат со оваа проблематика во офанзива за подигнување на јавната свест од опасноста на трговијата со луѓе. Започнуваме со дневникот. Народната банка на Република Македонија во априлската проекција прогнозира раст од 2,5% на македонската економија за годинава, по што би следело забрзување на 3,2% во 2018 година. Информираше денеска на пресконференција гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов. Народната банка има непроменети очекувања за нивото на инфлацијата, споредено со октомври очекува забрзување на растот на цените, односно инфлација од 1,3% годинава и 2% до година. Неповолните ризици во овој циклус се поизразени споредено со оние во октомври. Значи, главната разлика е дека во октомври ние очекувавме годината да почнеме со стабилизација, со политичка стабилизација, но како што знаете од почетокот на годината продолжи политичката нестабилност и тоа е значи нешто што не следи во овој период. Исто така надворешното окружување до некаде е понеизвестно. Сепак во најновото сценарио имаме и одредени позитивни моменти, а тоа е нашето најново согледување дека позитивните ефекти од структурните промени во извозниот сектор се посилни и очекуваме посилен пораст на извозот, но исто така и во глобални рамки гледаме побрзо закрепнување на светските цени на основните производи, металите, житариците, а и подобрување на изгледите за растот во светската економија. Од тука главните предпоставки во нашата проекција се задржување на здравите фундаменти на домашната економија, продолжување на негативните ефекти од политичката криза врз однесувањето и довербата на потрошувачите и инвеститорите и очекуваме постепено стабилизирање на политичката ситуација до крајот на годината. Туристичките работници очекуваат успешна летна сезона. И оваа година најатрактивни се Грција и Турција, но се поголем интерес има и за екзотичните дестинации како Куба, Малдиви, Занзибар, Сејшели, Маурицијус и Бали. Од Сојузот на стопански комори на Македонија апелираат до граѓаните да патуваат со етаблирани агенции, добро да ги разгледуваат аранжманите и два пати да проверуваат какви договори подпишуваат за да не бидат изманипулирани и за да ги добијат услугите што претходно им биле ветени. Годинешната летна туристичка сезона, согласно првичните проценки кои се направени и покрај влијанијата на политичката криза и воздржаноста на граѓаните како резултат на неизвестноста, се очекува да биде успешна со стабилизација на пазарот. Порачуваме граѓаните да патуваат со етаблирани туристички агенции, добро да се разгледаат аранжманите, два пати да се разгледаат аранжманите пред да се купат, за да не се најдат во ситуација кога се изманипулирани и не ги добили услугите кои претходно им биле ветени. Правиме напори поради долгогодишната соработка и долгите години постоење на нашиот пазар да ги балансираме понудите, така да во однос на минатите години цените се повисоки, но навистина минимално. Се трудиме со повеќе агенции од регионот да направиме заеднички групни патувања на определени датуми за наредниот период. Значи за 2018 веќе се поставени датумите за ваквиот тип на патување.
Семејните компании се темел на глобалната економија. Тие инвестираат на подолг рок и ја поддржуваат нивната заедница и вработени. Нивните амбиции, флексибилност, потек и знаење ги става во витална и цврста позиција да просперираат и растат. Но овие бизниси се соочуваат со дополнителни предизвици кои произлегуваат не само од работењето, туку и од комплицираните семејни односи. План по кој што ќе се воведува наследникот, без разлика дали е тоа детето или е некој професионален менаџер. Не секогаш детето сака да проложи постапките на родителите и не треба по секоја цена да се внесува во компанијата. Има деца кои што имаат афинитет за тоа и сакаат да продолжат. И секако точно е дека младите сакаат да воведат новини, треба да се премине од еден предприемачки начин на водење на компанијата во менаџерски. Исто така акцент на првата генерација продажбата, секако со основањето на компанијата, зголемување на продажба. Гости на конференцијата секогаш се македонски бизнисмени и сопственици на компании, нивните наследници. Исто така ќе има 9 панелисти и сопственици на компании кои што ќе зборуваат за успешно направена транзиција во нивните компании. Имаше околу 130 посетители двете години. Не радува тоа што голем дел од учесниците ќе дојдат и оваа година, тоа не е показател дека поминала супер конференцијата. Инаку за оваа година можат повеќе информации слушателите да видат на конференција.clearview.com.mk и доколку им се допаднат темите да се регистрираат секако. Македонските рурални подрачја имаат потенцијал да привлекуваат туристи со понуда на автентични содржини кои ќе го отсликуваат животот во селата онака како што некогаш бил. Регионалниот центар за животна средина во Македонија неодамна организира дебата на тема вмрежување за социјално претприемништво за развој на одржлив туризам во руралните подрачја, на која се посочи дека со инвестирање во локалното население може да се развиваат помалите рурални средини. Македонија има потенцијал да го развива туризмот во руралните подрачја, како што веќе има примери во соседните држави. Ова може да се постигне пред се со користење на природните ресурси како економски приход на руралното население, посочуваат од Канцеларијата во Македонија на Регионалниот центар за животна средина РЕЦ, откаде неодамна организираа јавна дебата на тема вмрежување за социјално претприемништво за развој на одржлив туризам во руралните подрачја. Ние одбравме пилот област да биде туризмот, затоа што со спроведување на одржлив туризам во руралните подрачја всушност се постигнува да не двоен па дури троен ефект, а тоа е голема економска помош за или поголеми солидни економски приходи за руралното население, кое што вообичаено живее од земјоделие. Потоа интерес од страна на зголемување на интересот од страна на луѓето кои што живеат во поголемите градови, во другите држави, затоа што се поголем е трендот на развој на туризмот на планетарно ниво, на глобално ниво. И на крајот една последица, односно влијание од таквиот туризам е секако намалување на неодржливото искористување на природни ресурси. Нелегално сечење на шумите, нелегално собирање на шумските плодови се дел од активностите кои се очекува да се намалат во овие средини, доколку населението го прифати моделот на одржлив туризам со негување на природните ресурси кои ги има на располагање, велат од центарот. Значи, кога едно локално домаќинство во едно село во планински предел би адаптирало својата куќа без да гради нови објекти, би понудила 1, 2 до 3 гостински соби за посета на туристите, би понудила својата локална домашна храна за храна и на гостите и на туристите, и сето тоа всушност добива многу повисока цена кај туристите, кај посетителите, отколку кога тие би престојувале во еден грандиозен, еден голем објект кој што каде што знаете, тоа е веќе видено, значи во светот такви ресурси се веќе видени, меѓутоа луѓето сакаат веќе да дојдат во чисто природните услови и да видат како се живее буквално на традиционален начин. При тоа за дополнително привлекување на туристите треба да им се понудат и занаетите или локалните познавања за одредени изработки, како што се правење пити, изработка на грнчарски производи, свирење на традиционални инструменти со кои се добива целосно искуство за животот во одредено рурално подрачје. Како што
велат од организацијата, со дебатата се истакнува и потребата од формирање на платформа за социјално претприемништво за развој на туризмот во руралните средини, која што ќе им овозможи на здруженијата членки на платформата да ја обезбеда својата одржливост со продажба на добра и услуги од недоволно развиените рурални подрачја и на тој начин да потикнат локални бизниси за зајакнување на економски нестабилното население. Трговците со луѓе ги софистицираат начините за врбување млади лица. Невладините организации кои работат со оваа проблематика во офанзива за подигнување на јавната свест од опасноста на трговијата со луѓе. Во малиот приречник за големи одлуки се запишани насоките како жртвите да постапат за да се спасат. Девојки за придружба се еден од поновите видови на синџеризна трговија со луѓе. Невладините организации алармираат дека трговците ги менуваат формите со кои ги врбуваат своите жртви. Ако пред неколку години, велат тие, модни агенции врбуваат девојки до Србија за 5000 евра од каде им се губела трагата, сега станува збор за огласи за работа кои се многу пософистицирани. Затоа, познавачите на состојбите велат дека од големо значење е и улогата на родителите. Тогаш апсолутно. Значи мора да се крие. Не смее да каже кај е. Не смее да каже со кого е. Не смее да каже што се случува. А нормално на една млада возрастна доба, 18-19 години, ти приметуваш дека нешто се случува со детето, меѓутоа ги влечат убавите поклони. Па сега имаше и најновите типови, затоа што ако гледаме дека трговијата со луѓе, па тука поголем дел од нив и им дават под дејство на седативи или наркотици. Значи, најновата тип видови на дрога, таа е безбојна. Значи, им се става или едноставно 3-4 сата, она не е свесна што се прави, како се прави со неа. После кога се разбуде. Значи, и те како се трговците доста добро едуцирани за да прекрасно не функционира тај дел. Мада да кажеме ние како невладени организации кои работиме на ниво на Македонија, значи заедно со Отворена порта и уште 13 невладни организации, посебно ги прифаќаме пограничните места. Овде и полицијата и Центарот за социјална работа, меѓутоа они се многу побрзи и за жал многу малце од нив пријавуваат или се свесни дека се во ланецот за трговија со луѓе. Онлайн комуникацијата, средбите со непознатите лица исто така може да бидат мамка за младите. Петковска тука ја споменува и употребата на безбојна дрога која ги онеспособува жртвите правилно да расудуваат и да се заштитат. Мојкта е кај трговците, објаснува таа. Значи, доста има средби со непознати лица кои се наваѓат, ќе се најдеме тамо, ќе се најдеме вамо, или јас имам ваква кола. И тоа е еден дел, тука веќе спонтано влегуваат и они си се на некој начин умрежат. Може би малце повеќе треба родителите да ги контролираат тие социјални мрежи. Се слагам дека поклоно не може знаеме сите родители колку може ние на детето да му пружаме. И треба они да бидат будни. Оти сепак проблемот е дома. Што и да се случи, како и да се случи, сите трауми и сите тие последици пак ги снесува семејството. За жал, не може да кажеме дека поголем дел од трговците се моки, имаш тука и моки. Каде е парата, там е моќта. Ние имаме законска регулатива. Значи се боривме како невладени организации на самиот трговец да се одреде мерка затвор и конфискација на имото за да ја обештетиме жртвата. Меѓутоа тоа беше еден период од 2-3 личности кои обештетување добија, другите и они мораше да ги менат сет тие форми, сега она самостално оде на местото. Невладината организација Продолжен живот заедно со уште 15 на здруженија на граѓани спроведуваат проект за јакнење на свеста кај младите. Велат во струмичките средни училишта каде што вршат обуки, голема е несериозноста и леснотијата со која младите гледаат на оваа проблематика. Иако според неа воопшто не е наивно и многу лесно, може да бидат дел од синџирна трговија со луѓе. За поголема едукација подготвен е и прирачник, мал прирачник за големи одлуки, кој ги содржи најважните информации за тоа што е трговија со луѓе, како треба да се заштитат младите, како именик со телефонските броеви, контактите на македонските амбасади и конзуларни представништва низ светот. Неколку кривични пријави за жители на југоистокот поднесоа секторите за внатрешни работи на Струмица и Гевгелија. Во 5 одделни случаи приведени се 6 лица.
Полициските станици од Струмица и Гевгелија со поднесените кривични пријави денес доминантни на билтенот на Министерството за внатрешни работи на Македонија. Гевгелиската полиција во два одделни случаи поднесе пријави поради сомнение за тешки кражби. Во првиот случај, лице на 33 годишна возраст, минатиот месец влегол во поранешниот дом на културата во Нов Дојран и украл градежен материјал, обувки и приколка, причинувајќи штета од 73.800 денари. Во вториот случај, две лица од селото Фурка, Дојранско, од 2015 година вршеле јавен превоз без за тоа да поседуваат лиценца. Тие биле затекнати од полицијата кога вршеле превоз на бегалци на релацијата Гевгелија граничен премин Табановце. Струмичката полиција пак поднесе кривична пријава против 54 годишниот жител на селото Василево поради сторено кривично дело фалсификување пари. На 6 овој месец во 4 часот утрото во казино во Струмица дал две фалсификувани банкноти во поени од по 200 евра. Откако касиерката се посомневала во оригиналноста на банкнотата, истата му ја вратила, пошто пријавениот и самиот отишол на касата со цел да ги пушти во промет. Во втор случај пријави се поднесени против едно лице од Струмица и едно од Добријци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската унија и на Шенгенскиот договор. Во 2015 година прво пријавениот наговорил лице заедно со неговата сопруга и нивните малолетни деца да заминат во Германија и да побараат азил. При тоа им ветил дека ќе им организира непречен премин на државната граница, како и транспорт до Германија. За таа цел, тој зел паричен надомест од 1000 евра и им овозможил транспорт до градот Хановер, каде лицата се пријавиле како баратели на азил со цел да се стегнат со економски и социјални права, што се спротивно на правото на Европската унија, на прописите на Европската унија, Шенгенскиот договор и меѓународното право. Во март оваа година, второ пријавениот излажал уште еден жител на Струмица дека за 700 евра на целото негово семејство ќе има возможност и организира непречено да ја поминат државната граница, како и транспорт до Германија, со цел да се пријават како баратели на азил и да се стегнат со економски и социјални права, што е исто така спротивно на правото и прописите на Европската унија, Шенгенскиот договор и меѓународното право. Во трет случај СВР Струмица поднесе кривична пријава против 36 годишен гевгеличанец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело измама. Пријавената му ветила на струмичанец дека може да ја заврши целокупната процедура околу трансформација, легализација и пребавување на документација за сопственост на дворно земјиште на викенд куќа лоцирана во Нов Дојран. Пријавената за услугата побарала да ја бидат исплатени на нејзина сметка 46.000 денари. Оштетениот ја уплатил сумата, но таа не ја извршила ветената услуга. Шеесеттипет деца од училиштата од Гевгелија, Богданци и населените места настапија на детскиот музички фестивал Распејани дечиња, кој се одржа синоќа по повод Спасовден. Продолжува чествувањето на заштитникот на градот и во текот на денешниот и утрешниот ден, за кога се подготви и промоција на монографија за градот и изложба на стари фотографии. Детскиот музички фестивал Распејани дечиња синоќа на репертоарот на Народниот театар во Гевгелија по повод празнувањето на Спасовден. Вториот ден од чествувањето на заштитникот на градот, програмата беше наменета за најмалите со изведување на нови композиции од страна на 65 дечиња, кои по пат на серијална аудиција од училиштето од општина Гевгелија, од општина Богданци, како и од населените места, беа избрани да земат учество. Оваа вечер ќе имаат можност целиот аудиториум на населените места и општина Гевгелија и општина Богданци да го посетат нашиот грандиозен настан Распејани дечиња. Годинава ќе имаме исто така 10 песни ново создадени. Соработуваме со еминентниот познат наш пеач и музички продуцент на истиот Горан Кукич. Јас како музички педагог и проект менаџер на овој фестивал сум премногу задоволна од нашите ученици кои несомнено вложија многу труд, многу енергија за овој грандиозен настан вечерва да изгледа на
добар начин да биде имплементиран од истите тие. Распеаните дечиња имаа можност по четврти пат да се представат пред пошироката гевгелијска публика, зашто добија и громогласни аплаузи. Прославата во Гевгелија секако трае во текот на денот, така што граѓаните и посетителите ќе може да уживаат во промоцијата на монографијата Гевгелија 130 години град, на која ќе и претходи изложба на стари фотографии од Гевгелија во фоајето на Народниот театар, а предвиден е и настап на градскиот хор Гортинија. Богатата културно-уметничка програма во Гевгелија продолжува и во текот на утрешниот ден. Ширум некогашна Југославија во знак на сеќавање, почитувачите денеска го одбележуваат Денот на младоста, ден на роденденот на доживотниот председател на СФРЈ Јосип Брз Тито. Друже Тито, ми ти се кунемо, друже Тито, ми ти се кунемо. Повозрастните знаат, а помладите можат да видат како сето тоа изгледаше. Денеска е 25 мај, ден кога некогаш масовно низ цела поранешна Југославија се славеше Денот на младоста и роденденот на Јосип Броз Тито. Иако Тито бил роден на 7 мај, 25 мај се одбележуваше како негов роден ден. Централната манифестација секогаш се одржуваше во Белград на тогашниот стадион ЈНА, каде пионери, младенци и припадници на сите родови на војската правеа след. Штафетата секоја година беше различно дизајнирана, а во неа се наоѓаа пораки од младината на СФРЈ, од сите тогашни републики до председателот. Тито со краток говор ја преземаше штафетата, истакнувајќи дека носена во рацете на младинците, таа преминала илјадници километри од Триглав до Гевгелија. И повозрастните струмичани се сеќаваат на тие денови. Тој беше во посета на струмичаните, мора го наредија, беше многу хубаво, сите за земе. Пречекаваме. Вие работевте таму? Таму јас само работев во службенички и тоа голема беше радост за сите нас. Тогаш беше добро. Знаеш како Југославија сега е малку потешко, еве како што знаете, такви денови веќе нема да има. Од тука се девојчиња одат да ја носат штафета, од тука имаше Данева Сандо, го се сеќавам. Таа беше млада моја генерација и идеја за Белград штафета, дека тие убави денови беа многу. Прекрасни денови беа. Супер. Супер. Беше толку убаво. Пречекува сега нема да штафета. Беше убаво, бееме сите заедно, сега не сме баш. Сега е друго. Сите ја гледаме телевизија, сите гледаме Белград на стадионови. Беа соберни од цела Југославија и тоа беше едно другарство. А оли сте беа пони? Да, се беше. Штафетата, нели? До тоа време не се беше. Тоа не може да го татне. Секој време си носи својата убавина. Тогава бевме млади и беше убаво за живење. Меѓутоа имаше, ја немаше таа демократија, повеќе партиски системи, имаше само едно партиски систем, во кој што само една партија владееше. И тоа беше лошо, неаронно, значи не постоеше демократија, тоа постоеше диктатура на една партија. Другото, економскиот живот беше добар, белеки. Тога ние не знаеме, после се научивме дека Југославија била задолжена во западни земји како 22 милијарди кредити. Во Белград и некои други градови од поранешна СФРЈ, денеска и толку години по смртта на Јосип Броз Тито, ќе се одбележи Денот на младоста, а некогашните пионери со низа активности ќе се сетат на чествувањето на овој ден во минатото. Општинската организација на Црвениот крст од Радовиш го одржа општинскиот надпревар по прва помош на кој учество зедоа 5 екипи. Победничката екипа ќе се надпреварува на државниот надпревар во Скопје. Вкупно 5 екипи од Основното училиште Крсте Петков Мисирков, Основното училиште Никола Карев и Клубот на младиот Црвен крст Радовиш денес учествуваа на општинскиот надпревар по прва помош кој го организираше Општинската организација на Црвен крст од Радовиш. Како што истакна секретарот на оваа организација Верица Бекарова, учесниците се подготвуваа со помош на лекари. Да, значи на секое повредено лице да имаат сценарија, значи ги имаме две гладни места
две главни места каде што се има случајно некој настан и тие значи над секој лице ќе има лекар што ќе ги оценува надпреварувачите зависно од тоа што ќе направат. Значи дали ќе се придржуваат на тоа што треба да го направат. За целта на надпреварот направени се две посебни сцени, при што учесниците ќе имаат можност да даваат прва помош во различни случаи. Како што истакна Бекарова, подготвеноста на учесниците ќе покаже кој заслужува да биде победник. Да, значи имаме две главни места. На едното место имаме како тепачка во ноќен бар, а во другото имаме повреда на работно место. Ќе дадат првата помош што е потребно да дадат во таква ситуација. Победничката екипа ќе се надпреварува на државниот надпревар кој годинава ќе се одржи во Скопје во општина Газибаба. Кадетките на одбојкарскиот клуб Наковски волеј од Струмица во сабота ќе го играат големото финале за титулата државни прваци на Македонија во кадетска конкуренција со почеток во 19 часот во спортската сала при училиштето Димитар Влахов од Струмица. Истиот надпревар може да го следите и во живо на програмата на телеканал А1. Нашата кадетска екипа сега во сабота игра финалниот надпревар против екипата на УГД од Штип. Каде што очекуваме да го потврдиме и минатогодишниот успех, каде што исто бевме кадетски шампиони на Македонија и да покажеме еден континуитет каде што нашите девојки ќе ја покажат и ќе ја представат нашата работа, едногодишна, двогодишна, макотрпна работа, да конесеме со наша победа, да кажеме, во сабота, каде што нашите девојки се апсолутни фаворити и се надевам дека со полна сала, со помош од нашите верни навивачи, каде што цела година покажавме дека сме најмногобројни и најгласни. Ја препируваме нашата форма баш за овој период, каде што нашата примарна цел е да се освојуваат младите категории, да бидеме шампиони во младите категории, затоа што нашата, да кажеме, политика која водиме во клубот е да ствариме млади играчи и да правиме успеси со младите екипи. Нашата екипа е спремна и се надевам дека во сабота ќе го даде свој максимум и ќе немаме проблеми да бидеме шампиони на Република Македонија во кадетска конкуренција. Финалот се игра во 19 часот во средното општинско училиште Димитар Влахов и ето ја користам приликата да ги повикам сите струмичани да дојдат и бидат присутни на нашиот надпревар. Екипата на Наковски волеј изминатиот период играше полуфинални надпревари во двете категории, во кадетска и во пионерска конкуренција. Кадетска конкуренција поминавме во финалето. Во сабота не очекува надпревар против екипата на УГД Штип, а пионерска конкуренција треба да играме реванш надпревар против екипата на Љуботен во Тетово. Првиот надпревар се играше овде во нашата сала во Димитар Влахов. Го добивме со 3:0. Значи за да поминеме во финалето, таму ни е потребен да освоиме само еден сет. Другиот викенд би требало да се игра финалниот надпревар и во пионерска конкуренција. Значи, по завршувањето на овие надпревари, ние сме домакини, односно овде ќе биде собирот на кадетските репрезентативки. Се надеваме дека ќе направиме еден добар припремен период и подготвени ќе одиме на Балканијадата, што ќе се одржи од 5 до 9 јули. Следува прегледот на вестите од светот и регионот. Студентите на Природно-математичкиот факултет во Белград се евакуирани од зградата на Хемискиот факултет откако истекла хемикалија, јавуваат српските медиуми. За сега не е познато за каква материја станува збора по појавата на дим и звукот на алармот. Студентите безбедно ја напуштиле зградата. Итната помош е на местото на инцидентот. Некои од медиумите јавуваат дека во инцидентот е повреден еден професор, но за сега нема официјална информација за такво нешто.
Грчките пристанишни власти заплениле трговски брод со експлозиви. Бродот од Турција пловел за Судан, јави весникот Етнос. Бродот Меконг Спирит пловел под знамето на Малта. Превезувал контејнери со експлозиви, прекршувајќи ги ограничувачките мерки наметнати од Обединетите нации и Европската унија кон Судан заради безбедносната ситуација во оваа земја. Екипажот на бродот се состоел од 15 морнари. Сите тие биле странци. Египетските власти забранија 21 веб страница, вклучувајќи го и главниот сајт на катарската телевизија Ал Джезира и на телевизијата на египетската опозиција која емитува од Турција, со аргумент дека го поддржуваат тероризмот, јавија египетски медиуми, повикувајќи се на изворите од службите за безбедност. Египет од поодамна ја обвинува Ал Джезира дека го поддржа забранетото движење Муслиманско братство, кое властите го обвинуваат за насилство по отстранувањето од власта во 2013 година, кога војните власти го собориа од власт избраниот председател исламист Мохамед Морси по масовните протести против неговото владење. Тројца полицајци загинаа во двоен самоубиствен напад на фреквентна автобуска станица во индонезиската престолнина Џакарта, соопшти полицијата, цитирана од ДПА. Нападот бил извршен во време кога припадниците на полицијата обезбедувале настан по повод едномесечниот муслимански пост Рамазан што почнува во сабота. Полицијата во Индонезија честопати беше цел на напади по казнените мерки против исламските екстремисти по атентатите на островот Бали во 2002 година, каде загинаа 202 лица. Вчерашниот напад е втор во Џакарта за помалку од 2 години. Се гледаме повторно во Централниот дневник во 20 часот. До тогаш пријатно.